Добар ден. Благодарам што ме викнавте да дојдам тука во оваа престорија со прекрасни дечки, момци и девојки. Тука сме заедно со мојата драга колешка Јасмина, ние сме новинари од Радио Нов. Тука сме денеска дечки да позборуваме за медиумска писменост. Да, на почетокот ми беше малку нејасно, но после тоа сватив дека има многу големи разлики помеѓу лажните и вистинските вести, почнувајќи од насловите како се напишани, до кои имаат извори, кои немаат извори од каде се информациите, кога се објавени вестите и во зависност на тоа кој ги напишал тие, дали има автор, дали е познат и слично. Па, според моето искуство и според тоа и комуникацијата со младите од нашето место, мислам дека не се доволно медиумски писмени, значи секогаш постои опција и можно да се надоградуваат, да се ги прошируваат знањата во врска со таа тема и мислам дека ќе наидуваат на неисцрпни извори. Секогаш ќе дознаваат што е можно повеќе информации, ќе бидат што повеќе информирани, така да никогаш изворите нема да им бидат доста и непресушни. Како се информирате за новостите, случаите што се дешаваат во Македонија, локално ниво? Па гледам да ти кажам и да не се информирам многу. Не. Да. А иначе кога се информирате најчесто преку традиционалните телевизија, радио или користите сајтови, онлайн? Па да ти кажам, гледам баш и за политика да не се информирам многу и такви работи. Знаете да препознавате лажни од вистински вести? Па да, се знае каква е реалноста во Македонија. Меѓутоа луѓето често и паѓаат на овие лажни вести, се повеќе се лажат, ги споделуваат овие вести, така сето тоа настанува, да речеме, оваа лажна вест станува се повеќе главна и да речеме манипулираат овие лажни вести, се повеќе и повеќе. Од оваа обука научив колку всушност можат луѓето да бидат некоректни во врска со објавувањето на голем број вести, колку можат да се играат со вистинските настани кои се случуваат во општеството, колку можат да бидат неконкретни во објавувањето на своите изјави. Ама научив и дека треба да се направи вистинска проценка пред да се поверува на нешто.